Ние сме се уште во Лука, но овој пат во 13 глава. И да отвориме таму во Лука 13 глава. Првиот дел нема да го разгледуваме, затоа што сме го разгледувале. Само да спомнеме што имаме на почетокот од оваа глава и што сме научили од овие стихови. Се сеќавате овде некои доаѓаат и го известуваат за галилејците, значи тоа било као нова вест, топ вест тогаш, чие што крв Пилат ја измеша со нивните жртви на жртвеникот. И Исус им се обраќа и им вели: мислите ли дека тие галилејци беа повеќе грешни од сите други? Зашто настрадаат така? Не ви велам, но ако не се покајате, сите ќе загинете така. Или мислите дека оние 8, сега им спомнува еден друг пример, оние 18 души врз кои падна Силоамската кула и ги уби односно беа повиновни од сите луѓе кои живеат во Иерусалим. Не ви велам, но ако не се покајате, сите ќе загинете така. Сме го разгледували овој дел. Што научишме овде и што можеме да извлечеме како поука? Она што ви се случува во животот, нека се неволи, нека се вакви некои ситуации, дури со смртен исход, и во животите на другите не мора да има врска со тоа колку тие се праведни или да има врска со нивната духовна состојба. Па да велиме, му се случуваат вакви работи затоа што веројатно има некои гревови во животот, се отргнало од Бога и така натаму и така натаму. Оно што е битното што Исус го насочува мислите овде на што? Не треба да не интересира тоа, туку треба да не интересира да сме покајани. Затоа што може да не снајде нас нешто слично. А не да се прашуваме кој од кого е поправеден и зошто на некого му се случуваат вакви или онакви нешта. И тоа да се покаеме што е можно побрзо, затоа што подосна доаѓа онаа парабола со смоквата, со неродната смоква, која што е засадена во лозија, значи секојаш окопана, посебно третирана и сепак не дава плод и што вели таму, оставете уште една година. Не да чекаме година, не да чекаме ден. Една од причините зашто еве денес ја не изборуваше на таа тема, зашто не е битно, не се битни годините кога би го очекувале Исусовото второ доаѓање, затоа што животот е толку несигурен, еве од вакви несрки, од каде знаете што може утре да ви се случи и да прекине вашиот живот и тоа е крај за вас, Исус како да дошол. Вие треба да сте покајани. Тоа е моментот, тоа е битното. Не да чекаме уште една година, не да чекаме уште не знам колку милост, се уште има од Господа, но не знаеме кога би завршила таа милост за нас. Па дури не знаеме и општо кажано, значи кога би завршило времето на милост. Потоа доаѓа спорот со лицемерите, фарисеи, лицемерните фарисеи, заради исцелувањето на она згрчена жена, која што нели ја исцелил Исус во сабота, чија што болест интересно ја предизвикала нечист дух. Че незината згрченост била предизвикана од нечист дух. Што би рекле денеска психосоматска болест. Ако така може да кажем. Но и тоа сме го доволно дискутирале за саботата. Потоа прави спореба на Божјето царство со синапово зрно. Значи, секај ги да каже, започнува скромно и неприметно, но завршува славно. И спореба на Божјето царство како квасец, кој делува на тестото само ако се стави во него. Не може да биде надвор од тестото, за да го има ефектот. Така и Словото, така и вистината, така и Христа треба да го примиме во нас и само на тој начин ќе може да делува и ќе може да се случи трансформација. Сега се насочуваме на стиховите од 22 до 30, значи 13 глава Лука. Да ги прочитаме најнапред.
од 22 до 30. И патувајќи кон Ерусалим, минуваш, се извинувам. Патувајќи кон Ерусалим, од 23-тиот е поточно, ама добро, патувајќи кон Ерусалим, минуваше низ градови и села и поучуваше. А некој му рече, му приоѓа некој и му вели: Господи, малкумина ли се оние кои што се спасуваат? И тој не дава директен одговор, туку вака вели: борете се да влезете низ тесната врата, зашто ви велам, мнозина ќе настојуваат да влезат, но не ќе можат. Кога домакинот ќе стане и ќе ја затвори вратата, а ако вие останете надвор и почнете да чукате на вратата и да говорите: Господи, отворени, тој ќе ви одговори: не знам од каде сте. Тогаш ќе почнете да зборувате: јадевме и пиевме пред тебе, а ти поучуваше по нашите улици. А тој ќе ми рече: ви велам, не знам од каде сте. Отстапете од мене, сите кои вршите неправда. Таму ќе биде плач и чкртање со заби, кога ќе ги видите Авраама, Исака и Јакова и сите пророци во Божјето царство, а себе си истерани надвор. И ќе дојдат од исток и запад, од север и југ, и ќе седнат во Божјето царство. И ете, има последни кои ќе бидат први, и има први кои ќе бидат последни. Како би одговориле ние, директно ако не прашаат: малкумина ли се оние кои што ќе се спасат? Имаме ли докази од Библијата за тоа? Колку ќе бидат, мислам колку, не на број, меѓутоа, дали ќе бидат малку или многу? Ја не повели, ајде. Не сакаш да коментираш? А мислам. Како? Да. 144.000 дори бројка имаме во Откровение и така натаму. Да, во ред, да, така е. Значи, во секој случај ние знаеме, значи имаме доволно показатели дека, а и од историјата и од претходно и од предпотопниот свет, дека малкумина се оние кои што ќе бидат спасени. Остаток, секојаш. Читаме низ Библијата. И навистина е жалосно да се одбие бесплатното спасение. Жалосно. Во Матеј, еве да читаме сличен текст во 22 глава. Од први стих. Исус почна пак да им зборува, им рече во параболи, велејќи: небесното царство приличи на цар кој му направи свадба на сина си и ги испрати своите слуги да ги повикаат повиканите на свадбата, поканетите, но тие не сакаат да дојдат. Пак испрати други слуги, велејќи: речите им на повиканите: еве го приготвив својот ручек, моите јунци изгоените се заклани, и се е готово, дојдете на свадба. А тие не се грижа и се отидоа, еден на својот имот, а друг по својата трговија. Другите ги фатија неговите слуги и ги навредија и ги убија, а царот се разневи, ја испрати својата војска и ги погуби оние убици, им го изгоре градот. Тогаш им рече на своите слуги: гозбата е готова, но повиканите не беа достојни. Затоа излезете на раскрсниците и колку ќе најдете, поканете ги на свадбата. И слугите излегоа на патиштата и ги доведоа сите, кои ги најдоа, лошите и добрите, и свадбата се наполни со гости. Кога царот влезе, сеќавате еден од гостите кој што го видел, бил облечен во своја облека, не во свадбена, и овој нема што да одговори на тоа како влегол таму. И тогаш царот, 13 стих, им рече на служителите: врзете му ги нозите и раците и фрлете го во крај на темнина, и таму ќе биде плач и чкртање со заби. Значи, нешто слично со овој текст што читавме. И 14-тиот е оној.
што сега да го истакнам, зашто мнозина се повикани, а малкумина се избрани. Еви, денес имавме прекрасна поука. Сите сме на некој начин предодредени, ама избрани уште од почетокот, уште пред настанокот на светот во Христа, ако прифатиме. Меѓутоа, ете, за жал, и покани, и поканетите, па не доаѓаат на свадба. Мнозина повикани, но малкумина избрани. Еве уште еден текст кој што говори за тоа дека малкумина ќе бидат спасени. Сега, не е битен ни број, ни ништо, но она што на што го насочува вниманието Исус овде во индиректен одговор е дали јас ќе бидам во спасените. И што вели во 24 стих? Борете се да влезете низ тесната врата, зашто ви вела мнозина ќе настојуваат да влезат, но не ќе можат. Во што е борбата? Зошто дава ваков печаток Исус во стихот дека спасението е тешко? Така да добивате впечаток, нели? Треба да се борите. Дори овде се користи, ако добро го изговорам, ако не Јани ќе ме поправи, зборот агонизомај, агонија, од каде што доаѓа, нели, зборот агонија. Да агонизираш, да се бориш. Да. Да се бориш да влезеш низ тесната врата, зашто вели мнозина ќе настојуват да влезат, но не ќе можат. Па нели спасението е бесплатен дар. Ќе видиме низ овие стихови дека да, спасението е една огромна можност за сите, како што видовме низ поуката, пак ќе кажам, но во кој смисол е тешко да бидеш спасен. Еве Матеј што не вели 7 глава 13-14 паралелен текст, Матеј 7, 13-14. Влезете низ тесната врата, зашто широка е вратата и простран е патот што водат кон пропаст и мнозина се кои влегуваат низ неа, зашто тесна е вратата и тесен е патот што водат во живот и малцина се кои го навоѓаат. Тешко е затоа што вратата е тесна. Како прво. Второ, затоа што е потребна борба. Каква борба? Да, значи, дарот е даден бесплатно. Да, секако скапо платен со Христовата крв. Еве, ќе прочитам дел од мисли од гората на блаженство, да не бидат тук мои зборови. Еден прекрасен текст, кој што е коментар всушност на Матеј 7.14. Значи, а тесна е вратата и тесен е патот што водат кон животот. Во Христово време жителите на Палестина, знаеме, живееле во утврдени градови кои што во поголем дел биле подигнати на височини и на горите. Вратата до која се доаѓало по стрмни и каменети патишта била затварана при заоѓање на сонцето. И патникот кој во приквечерината се враќал дома, често морал да го забрза својот чекор и брзо да се искачи по големата стрмнина за да стигне до вратата пред да се стемни. Затоа е спомната и затварањето на вратата во следниот стих. Значи, тоа го зема како пример Исус. Оно што би задоснило останува да преноќи надвор од зидините на градот. Страшно, значи, надвор од заштита. Тесната стрмна патека која води кон домот и одморот му послужиле на Исуса печатливо да го прикаже патот на еден христијанин. Патеката на која ви укажав е тесна, рекол тој. Тешко може да се влезе низ незината врата, бидејќи, еве една причина, златното правило, знаеме кој беше златно правило, правете му го на другиот тоа што сакате тој да ви прави, бидејќи златното правило исклучува секако вид на гордост и самолюбие. А што да правиме кога сме родени во таква грешна природа? Со гордост, со себичност, со самолюбие, тоа е себичност. Впрочем, постои и поширок пат, но неговиот крај е пропаст. Ако изберете да се качувате по патеката на духовниот живот, мора постојано да се искачувате. Тоа е пат кој води горе. Ке мора да одите со малцинството, бидејќи мнозинството ќе го избере патот кој води надолу.
затоа што е полесно. Поширок е патот. Така не дека таму нема неволи, ѓаволот доволно ќе ви измачи пред да ви упропасти, но сепак е широк, привлечен и така натаму. Нема само открижување и ред други работи. По патот кој води во смрт може да оди секој припадник на човечкиот род со сета своја склоност кон уживањата на овој свет, со сета своја себичност, горделивост, нечестност и морална расипаност. Парадите на гордоста. Широк пат, колку сакате поширок. Да го расшириме колку што можете. Ја би рекол, европскиот пат е широкиот пат. Латвија, ова е вест од денеска, мислам, Латвија го доби првиот геј председател. Еве какви вести, значи, се шират. А видете, Русија забранува промена на полот. Ајде да прочитам. Русија забранува промена на полот, се заштитуваат бракот и семејството. Затоа и на удар Русија, меѓу другото. Затоа со Библијата го прочитавме, добро. Кога сме еве кај самолюбието, кај себичност и така натаму, вест поврзана со масовните убијци во Србија, знаете, Коста, 13 годишниот и оној Урош, 20 годишниот, од чиишто раце загинаат 17 млади луѓе и раниле уште 20. Вели, не биле психички болни и биле здрави кога отвориле оган. Според експертите станува збор за пресметливи нарциси. Веројатно знаете што е нарцис во психологијата. Кои под влијание на своите семејства мислеле дека се подобри и повредни од другите, поради што тугите животи воопшто не им биле важни. Пренесуваат српските медиуми. Видите какво време живееме, какви пореметувања, какви карактери, какви луѓе, значи среќават, не знаете со што ќе се сретнете надвор. Затоа што сметаат дека се подобри од другите. И тие не смеат другите да живеат, да постојат. Докаде може да води нарцисизмот или како се нарекува веќе, да. Да, себешност. Самолюбие, еве тоа го прочитавме баш, самолюбие. По патот кој води во смрт, значи може да оди секој припадник на човечкиот род со сета своја склоност кон уживањата на овој свет, со сета своја себичност, горделивост, нечестност и морална расипаност. На тој пат има место за сите човечки мислења и науки. Кој како сака може да си верува, демократија, инклузивност, како не учат, значи со години ни трубат. На тој пат има место за сите човечки мислења и науки, доволно простор секој да ги следи своите склоности и да прави се што му наложува неговото самолюбие. За да тргне по патот што води во пропаст, човекот не мора да го бара патот, зашто и вратата и патот се широки, па ногата сама вели скршнува на патеката која завршува со смрт. Ако сакате да тргнете по Господовиот пат, ќе мора да ги отфрлите своите патишта, својата волја и вашите лоши навики и обичаи. Затоа станува збор за борба, затоа вели борете се. Не е лесно. Оно што сака да му служи на Христа не може да се управува според сваќањата на овој свет, ниту да се поведува по световните правила, мерила. Патеката кон небото е премногу тесна за почест и богатство, премногу тесна за игрите на саможивите амбиции и премногу стрмна и нерамна за по неја да се искачуваат оние кои што сакаат удобност. Макотрпна работа, трпение, пожртвуваност, понижување, сиромаштво, противење од страна на грешниците, тоа било Христов дел, а тоа мора да биде и наш дел, ако сакаме да влеземе во Божиот рај. Патот може да биде нерамен и патеката што води горе е стрмна. Може би ќе има стапици од десната и од левата страна. Може би на овој пат ќе мораме да поднесуваме тешки напори. Кога ќе се измориме и копнееме по одмор, може би ќе мораме со напор да одиме понатаму. Кога ќе изгубиме силата, може би ќе мораме да се бориме. Кога сме обесхрабрени, ќе мора и понатаму да се надеваме. Но со Христа, како свој водач,
сепак конечно ќе стигнеме во саканото пристаниште. Лично Христос пред нас поминал по тој мачен пат и ја изрмнил патеката за нашите стапала. Долж целиот тој стрмен пат кој води во вечен живот се наоѓаат извори на радост за да го освежат уморниот. Оние кои одат по патот на мудроста имаат неизмерна радост дури и во неволи, бидејќи оној кого нивната душа го љуби, иако невидлив, оди покрај нив. При секој чекор нагоре, тие постојано го чувствуваат допирот на неговата рака, при секој чекор на нивната патека ја осветлуваат се поблескавите зраци на славата на невидливиот и нивните песни на благодарност се слушаат се погоре, придружувајќи се на песната на ангелите пред Божиот престол. Брзајќи да стигне до портата на градот пред залезот на сонцето, задоцнетиот патник не смел да скршнува од патот поради никакви привлечности, за да стигне на време секако. Сите негови мисли биле насочени кон една единствена цел, да влезе низ капијата во градот. Исто таква истреност во постигнувањето на целите, вели Исус, се бара и во христијанскиот живот. Ви ја открив возвишеноста на карактерот, која представува вистинска слава на моето царство. Таа не ви ветува некоја земска власт, но сепак е вреден за вашите најсесрдни копнежи и напори. Јас не ве повикав да се борите за врховна власт на некоја голема светска империја, но немојте преди тоа да мислите дека нема да има битки кои треба да се извојуваат и победи кои треба да се постигнат. Ви наложувам со сите сили да се трудите и да се борите за да влезете во моето духовно царство. Затоа вели борете се, да влезете. Животот на христијанот е постојана борба и напредување, но победата која треба да се извојува не се постигнува со човечка сила, тоа е повеќе од јасно. Фронтот на судирот е подрачјето на нашето срце. Битката во која мора да се бориме, најголема битка што некојаш човекот ја водел, тоа е покорувањето на нашето јас, на Божјата волја. Елен Вајд вели, тоа е мал дел, ама најтешкиот дел за нас е тоа. Тоа е мал дел за да Господ направи чуда во нашиот живот. Ама без покорување на нашето јас, на Божјата волја, Господ не може ништо да стори. Старата природа, родена од крв и тело, не може да го наследи Божјото царство. Наследените склоности и стекнати навики мора да се отврлат. Ете, затоа е борбата. Посебно во наше време, кога навистина тој широк пат, толку изгледа привлечени се повеќе го шират. Второ, значи, спасението е тешко во оваа смисла. Второ, овде во овие стихови ја гледаме итноста да се прифати спасението. Тоа го гледаме од 25 стих, значи, кога домаќинот ќе стане и ќе ја затвори вратата, тоа го читавме и од цитатите, кога ќе се затвори вратата, толку ти остануваш надвор. А вратата може да биде затворена на повеќе начини. Во нашиот живот може би со смрт, со крајот на времето на милоста, може би со, не дај Боже, со стврднување на нашето срце. Од ден на ден, се пославо и пославо ги слушаме повиците на Духот Свети и на крајот еден ден вратата ќе се затвори. Мора да се донесе конечна одлука, значи тоа го гледаме од следните стихови, 26 и 27. Тогаш ќе почнете да зборувате кога им вели, не знам од каде сте, тогаш ќе почнете да зборувате, па јадевме и пиевме пред тебе, а ти поучуваш по нашите улици, а тој ќе им рече, ви велам, не знам од каде сте, одстапете од мене сите кои што вршите неправда. Значи, не значи некое површинско познавање на Исуса, не значи близина со Него. Јас знам еден куп луѓе во Свети Николе, по извиđење што викаме, ама не ги познавам. Нит сме се дружиле, нити може би со некоја минутка, некоја сме постоеле некаде, или не знам, било каде некој разговор краток, ама тоа не значи тоа. Па јадевме со тебе, па ти зборуваш на нашите улици, па не знам што. Не ја познавам.
И вратата штом ќе се затвори, нема друга шанса. Некои мислат дека после смртта имаат шанса да се поправат. Меѓутоа, такво нешто Библијата не учи. Тоа е исто една голема лага на сатаната. Тежината на одлуката. Каква е тешка ова одлука, но што и повлекува со себе. 28 стих. Таму ќе биде плач и чкртање. Значи, ако останете надвор, плач и чкртање со заби, која ќе ги видите Аврама, Исака и Јакова и сите пророци во Божјото царство, а себе си истерани надвор. Значи, видите, тешко е и тоа да се поднесе, меѓутоа и поинаку е тешко да се поднесе, самата помисла. Нашите предци, значи им се обрека на евреите, нашите предци, нашите пророци влегоа, а ние надвор останавме. Каква штета? Пропуштена прилика. Господ некојаш во нашите лични животи ни дава некои горшливи искуства за да го вкусиме како личи тоа пропуштена прилика. Но од ова нешто, значи да пропуштите приликата за спасение, тоа е нешто најстрашно. Затоа што таа одлука е најважната, најголемата во животот. Спасението е за сите, но забележите во стиховите подолу што вели, значи не само Аврам, Исак и Јаков, него вели ќе дојдат од исток и запад, народите ќе дојдат, незнабожците, паганите ќе дојдат и ќе влезат, ќе седнат во Божјото царство и што е вели 30 стих, ете има последни кои ќе бидат први и има први кои ќе бидат последни. Каква штета со сите привилегии како Божје дете да не влезеш во Божјото царство? Знаете ли каква привилегија имаме ние што сме се родили во Македонија? Како ја нарече денеска Јани? Не ми текнува. Не, денеска рече благословени сме што... Така да. Меѓутоа, која е привилегијата? Аде, направите споредба да сте се родиле во Иран. Или не знам, некои такви места кај што не сте имале таква достапност до Евангелието. Северна Кореја, да. Привилегија да живеете во една ваква земја. Христијанска, каква таква, јас ќе кажам, фала му на Бога. Значи, ја до 91 врска немав, значи, кој е Христос, иако, нели, роден во православно семејство. Не знам, мислам, кој е Христос, не знаев што направил. Кој е тој, зашто христијани, зашто до 91 велам затоа што тоаш го гледав прв пат филмот Христос од Назарет и дури од филмот сватив што бил Христос и што направил, замислете. Да, од католичкиот филм. И фала му на Бога што, ете, тука тие години од прилика и фатив да читав Библија, Нов Завет, да, и ете, и почнав со проучување на оние лекции тогаш, првиот курс, вториот на српски јазик, кој што беше тогаш. Пак, ете, и тоа е привилегија, да дојдеш до вистината некако, меѓутоа да си живеел во некоја поинаква земја, не знам. Привилегија на семејството. Некои од нас тука се родени во вистината. Која привилегија е таа од мали нозе уште да ја слушате вистината, да ја знаете. Јас фала му на Бога што е на 25 години сум ја запознал, да кажем. Да кажеме така, релативно пак во младоста, и тоа е голема привилегија, ама уште од мали нозе да знаеш. Тоа е исто огромна привилегија. Привилегија на црквата. Јас не знам како ќе звучам, ако го кажам ова, ама која привилегија е да бидете во Петар Попарсов член? Зарем не е? Мислам, благодарики на Господа. Во која смисла го велам ова? Па ако сте онаму, или оваму, не знам, прво ќе слушате и вакви и такви науки и не знам и што ќе слушнете. Всушност, и што ќе научите. Ќе научите нешто, не велам јас, ама привилегија е да имате тука
секојаш и слобода, меѓутоа и богата храна. Верувам дека е така. Сега, ако сме реални, треба да го признаеме тоа, иако проповедниците не ни се кој знае што. Но тоа е привилегија. Замисли се, еве, почнаа и по собори, последниот собор во Штип. За жал, до сега не сум нашол некоја поквалитетна снимка, се надам дека ќе стават. Ако во меѓувреме ставиле, не сум ја видел. Да се зборуваат и на собори такви, значи, невистини, такви лажни науки, дека тоа без зборовите што јас ги слушнав, меѓутоа допрво треба да утврдам дали е така, самиот треба да слушнам, дека во времето кога ќе сме биле без посредник, ќе сме правеле несвесни гревови. Тоа било искажано пред 200-300 души на соборот. Да, треба да се види. Тоа е само како еден понов пример, меѓутоа имаме ние духовна, како се каже, формација во Србија, да, во Белград, преку високи, мислам, луѓе на високи позиции од црквата, ајде да не спомнувам, да, и факултетот, и еден куп други работи. Ние фаламо на Бога, па верувам дека за тоа и се заслужни оние врски со, па и со независните, затоа што колку толку се држиме во некои граници, иако не сме имуни и ние да не забегаме, значи, во некој правец, секако, но сакав да ја прикажам таа привилегија на тоа, на која и на каква црква да бидете член. Значи, тоа е привилегија. Меѓутоа, пораката овде е, жалосно е ако тие такви привилегии се испуштат, значи ги прокоцкате. Привилегијата на земјата во која што живеете, на семејството. Сте се родиле во верно семејство. Привилегијата на црквата. Жалосно е ако сето тоа се испушти и на крајот народите и тие од надвор влезат во Божјето царство, а вие не влезете. Спасението е за сите, но спасението не е лесно, затоа што ја видовме од кои причини. И штета е навистина да се испушти приликата на бесплатното спасение, да се затвори вратата, а ние да не можеме да влеземе, или да се прокоцкаат сите тие привилегии што сме ги имале во животот и ги имаме се уште. Фала му на Бога. Што да кажам, освен да сватиме во кое време живееме пред се, затоа што не е битно дали ќе биде, како што денес Јани кажа, 25-та или 27-та или 30-та. Она што и од претходно го зборувавме е пораката од Библијата и од Светото писмо, нашиот Бог е да бидеме секогаш спремни. А за да бидеме секогаш спремни, и ако сме секогаш спремни, тогаш ќе влеземе низ тесната врата, ќе ни биде тешко, но со Господова помош ќе успееме и, значи, битно е ќе влеземе и нема да останеме надвор. Нека Господ ни помогне да биде така со нашите животи, да не ги прокоцкаме привилегиите и можностите. Вратата не знаеме кога ќе се затвори за нас лично, не знаеме и во општа смисла кога ќе биде затворена, но додека е отворена и додека трае на милоста, да се потрудиме, да се избориме со Божја помош, да влеземе низ таа тесна врата, верувам дека сме влезени и да чекориме по тој тесен пат, иако е тесен и трнлив и тежок, но како што читавме, тука е Божјата помош, тука е Бог да ни даде и свежа вода и да не одмори, да не нахрани на богати и убави пасишта, како што се вели во 23-тиот псалм и така натаму и така натаму. Фала нека му е нему. Амин.